Почитувани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник, точно во 17:10, сме тука за вас за да ве информираме за сите оние проблеми со здравјето со кои што се соочувате во секојдневието. Така ќе биде и во оваа емисија. Значи 4 март беше денот кога се одбележа светскиот ден на дебелината. И за таа цел градската општа болница 8 септември го отвори првиот центар за менаџирање на обезноста во рамките на нашава земја. Значи, единствено нашава земја и Црна Гора нема центар, сега ние отворивме, се надевам дека во Црна Гора ќе се отвори. Ќе проговориме малку за центарот, значи денеска започна прв ден со работа. Со мене веќе во студиото е доктор Танер Хасан, кој што е специјалист ендокринолог и е началник на интерните оделенија во ГОП 8 септември. Ќе проговориме, значи, каква намена ќе има центарот, кој се ќе биде вклучен во работата на центарот, од каде идејата, нели, како дојде до идеја да се отвори кај нас центарот, и ќе проговориме исто така и за дебелината како проблем. Се надевам дека ова ќе биде една интересна тема со оглед на тоа што дебелината во последно време зазема и tekako во светски рамки голем процент, нели, на популација која што е засегната од овој проблем. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Танер, кој што е веќе со мене во студиото, ќе побарам од режија да ги пуштат оние покровители на јубилејната сезона на Ваш термин, а потоа ќе се вратиме повторно во студиото. Комплетен преглед и диагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Круме Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки и спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит.
Да, така, почитувани гледачи, еве ги погледнавме и покровителите. Значи, како што најавив и на почетокот, со мене во студиото е веќе доктор Танер Хасан, кој што е специјалист интернист ендокринолог и началник на интерните оделенија на градската општа болница 8 септември. Кажав, поводот за гостувањето е Центарот за менаџирање на обезноста, што се отвори неодамна во рамките на нашата земја. Доктор Танер, добре дојдовте и драго ми е што сте денес мој гостин. Добро ве најдов, фала ви за поканата. Така, се договаравме некое време, денеска еве одлучивме токму да биде ова гостување, да поразговараме малку за Центарот и драго ми е што токму на денешниот ден сте овде кога веќе започна со работа Центарот. Ајде вака да почнеме од почеток. Како дојдовте на идеја да се отвори Центарот? Пред емисија ми кажавте дека само ние Црна Гора немаме, ние отворивме, се надеваме Црна Гора ќе отвори. Како дојде до идеја да се отвори кај нас? Да. Подолго време има во Европа и во светот има Сдружение за обезност, има и Европско Сдружение за обезност, така, кај што се вклучени повеќето од земјите, скоро сите земји освен нашава земја и Црна Гора. Ние долго време, секоја година, присуствувавме на нивните конгреси, како не покануваа како ендокринолози. Меѓутоа, темата беше обезноста и компликациите, дебелината како здравствен проблем и како јавен проблем исто така. И затоа од тие конгреси ни потекна така идеја да се има и плюс тоа што само кај нас и во Црна Гора ја го немаше вакви центри, немаше. И затоа се договоривме со нашиве колеги во последниот конгрес кога бевме лани, во Холандија беше конгресот и се договоривме да кренеме на иницијатива да се формира и кај нас центар за обезност. Меѓутоа проблемот беше и во здружението, немавме ни здружение за обезност, така да првенствено после се одлучивме да се формира прво здружението за обезноста и после тоа да се отвори и центарот за обезност, кој што ќе работи паралелно со Сдружението на обезност на Република Македонија, кој што се нарекува ОБЕМ. Така го крстивме. И така, еве година дена наназад се спремавме за... Значи, точно година траеше цел процес. Да, година дена наназад се спрема и Центарот за обезност, опремиравме све. После тоа аплициравме во мој термин, исто така беа известени дека се формира ваков центар кај нас, за да се има можност пациентите да бараат приоритетен или упати, регуларни упати, термини да си најдат за преглед кај нас. Така да тоа пред 2-3 недели добивме од нив согласност дека можеме веќе да отвориме мој термин и да пријавуваме регуларни термини за пациентиве. Така да од денеска, од 20 март, веќе официјално и првите пациенти беа денеска прегледани во нашиот центар. Така да мислам дека ќе имаме успешна работа и успешна соработка како со Министерството, така и со Сдружението за обезност. Така. Како ви е идејата, како ќе функционира центарот и кој се ќе биде вклучен, односно еве од денес веќе кој се е вклучен во работата на центарот? Во работата на центарот првенствено се вклучени ендокринолозите кои што се во нашево оделение во склопот на нашава болница, а исто така се вклучени психолози и нутриционисти, првенствено тие, меѓутоа без разлика дека ние сме носители на дејноста таму, сепак и другите доктори, и другите специјалности. Комплексен е проблемот. Да, мултидисциплинарен проблем е, представува болест со мултипни компликации и со мултипни причини. Не е само проблемот во исхраната, туку и други фактори делуваат на појавата на дебелината, така да треба да се делува мултидисциплинарно. Тука се вклучени и гастроентеролозите, исто кардиолозите, кои што се многу значајни во терапијата на овие пациенти, пошто повеќето овие пациенти имаат кардиоваскуларни компликации. Исто така се вклучени ортопедите, кои што исто така имаат доста вакви пациенти со компликации со зглобови артрози, гонартрози, така да се вклучени повеќе специјалности, меѓутоа како носител на дејност сме ние ендокринолозите заедно со нутриционистите и психолозите. Вака сега, овие пациенти денес што ви беа, дали само имаа покачани килограми или има и некои други проблеми, па што се јавија во Центарот за дебелина? Како ќе одат работите? Само дали ќе доаѓаат луѓе со покачана телесна тежина или веќе со некои други здравствени проблеми пропратени?
Првенствено, пошто центарот се однесува за дебелина и веќе имаме диагноза за дебелина, дека дебелината представува болест и има шифра своја во МКБ класификација на болести со Е66. Со таа диагноза сите пациенти можат да се упатуваат од другите центри, примарни во јавното здравје или од другите центри, пошто во Македонија сега единствени сме ние и така сме сега моментално референтен центар за цела Македонија. Првенствено бараме да има дебелина. Значи првично да има покачена телесна тежина. Да. Што би значело тоа? Ај подоцна ќе проговориме за тоа што значи дебелина, пред да објасниме ова со центарот. Доаѓаат кај вас и како оди постапката? Пациентите се земаат упат, закажуваат термин, доаѓаат кај нас на термин, веќе секој ден ќе имаме термини таму и почнуваме првенствено со земање анамнеза на пациентот, ги испрашуваме убаво, се зема анамнеза, се испитуваат некои параметри, се гледаме телесна тежина, обем. Ги мерите? Да, ги мериме, вршиме процентуална диференцијација, колку проценти имаат масно ткиво, колку проценти протеини или јаглени хидрати. Се проверува гликемиската состојба на овие пациенти, исто така се проверуваат хормоналниот статус на пациентот, дали има некое хормонално пореметување. Другите метаболни параметри, липиден профил, после тоа витамин Д исто така се проверува. После, заедно со овие ехо на абдомен обавезно правиме, бараме на пациентиве, пошто поголемиот дел на овие пациенти имаат и замастена јетра или може да имаат проблеми со жолчката или калкулус во жолчка, каменна жолчка. Така да овие се некои параметри битни кои што се важни за ЕКГ, обавезно бараме за секој пациент да се види и состојбата на срцето. Во склоп на во зависност од резултатите што ќе ги добиеме од овие, ако овие резултатите индицираат дека треба да се бараат и други анализи, тогаш продолжуваме со испитувањето. Меѓутоа првенствено главните анализи се овие кои што ги правиме. Откако ги завршуваме со анализите, ги прегледуваме, наодот пишуваме извештај за пациентот и даваме првенствена препорака ние првите 3 месеци да се даде на пациентот малку можност со промена на исхраната, со регулирање на диетата и на физичката активност да се види колку проценти од својата вкупна телесна тежина ќе може пациентот само со своја иницијатива да изгуби. Во текот на тие 3 месеци, ако дојде до губење на барем 5% од вкупната телесна тежина, значи има успех. Така и во светот, тоа се прифаќа од 3 до 6 месеци се дава простор на пациентот. Ако се успева најмалку барем 5% од вкупната телесна тежина да се изгуби, тогаш значи има успех, може за понатаму и се продолжува со таа исхрана и со физичката активност. Исто така и психолошкиот момент на пациентот, тоа само да нагласам, пошто е многу важен момент. Овие пациенти се многу стигматизирани за жал во светот и сегде е така и кај нас е исто. Голем број од овие пациенти поради таа стигматизација не сакаат да доаѓаат на лекар. Одбиваат терапија, одбиваат да добиваат препораки од доктор и не се појавуваат во јавноста. Всушност тие се изолирани како и во своите приватни животи, така и во службениот живот нивен и затоа треба нивна поддршка да им се даде од страна на психолог, ако треба и психијатар истовремено. Исто така да се провери дали е пациентот спремен да прими вакви совети, да се смени животниот стил, физичката активност, исхраната, ако има потреба за терапија да се даде терапија или евентуално на крај баријатрична хирургија да се препорачи. Затоа овој момент е многу важен. Ако се примети дека пациентот е подготвен, дека има волја и се труди и сака да губи тежина, тогаш продолжуваме со другата терапија. Така. Значи, колку што ве разбрав, кога ќе дојде пациентот, вклучени се оние сите што ги напоменавме во процесот, претпоставам дека нутриционистот ја одредува таа диета која што ќе треба да се применува и се е тоа во склоп на центарот, значи не се плаќа плюс нутриционистот што ќе совет, тоа е добро, тоа да објасниме, бидејќи сепак луѓето да знаат што се ќе им биде пружено, дека све тоа покрива фондот. Дека денеска нели е модерно да се консултираме со нутриционисти ако сакаме нешто да промениме во нашиот начин на исхрана или ако сакаме да изгубиме килограми, меѓутоа тоа кога би било нели надвор од центарот би требало дополнително да се плати, а во центарот е во склоп на сето она што ќе го нуди
на сите оние кои што ќе сакаат да ги така. да ги намалат килограмите. Би сакала да се навратиме малку на она во процент како е состојбата кај нас со дебелината, дали имате некои како да кажем информации кои што се посвежи, знаеме дека нели секоја година тоа се потенцира дека се зголемува процентот на обезност кај населението и во светски рамки, како стои кај нас состојбата? За нашиот регион, посебно за Република Северна Македонија, за жал се уште немаме статистички податоци колку ни е од популацијата, колку имаме обезни луѓе. Причината за тоа е токму тоа што немавме досега здружение за обезност, немавме центри за обезност, каде би се воделе овие испитувања и да се води, да се создаде еден регистар да се извади статистика од сета таа работа. Верувам дека во иднина за година-две ќе имаме таа точната статистика како е. Во светот како е состојбата? Во светот околу 40% од населението се со обезност. Тоа е еден добар голем процент. Да, голем скоро процент. Половина. Да, скоро половина. Повеќето порано беше повеќе во развиените земји, меѓутоа за жал од 2000-та година навамо, според податоците на Светската здравствена организација, веќе и во земјите во развој и неразвиените земји имаат проблеми со обезноста, токму поради таа нерегулирана, небалансирана исхрана. Исто така треба да се напомене дека ова не е болест само на возрастната популација, туку е и на детската популација, посебно на адолесцентна доба. Имаме многу такви. Во светот нивниот процент до сега 45%, а се очекува 2030 година околу 60% да имаме деца обезни. За жал. И обезноста кога ќе почне уште во тој период, после тоа е многу тешко и многу да се менаџира дебелината и да се има успех во таа терапија. Затоа треба да се внимава од детската возраст, а тука најповеќе има влијание, треба да имаат родителите, односно фамилијата, да внимава. А после тоа и ние како доктори ендокринолози или сите доктори што се занимаваат со оваа проблематика, да се подигне свеста во нашава популација, бидејќи долго време наназад, за жал, обезноста се прифаќало само како физичка состојба и луѓето биле помирени со тоа. За жал, до сега сме лекувале само компликации на обезноста, меѓутоа основната работа не се лекува, причинителот на болеста, на тие компликации не се лекувало до сега и затоа верувам дека во иднина веќе таа свест ќе се подигне и ќе имаме прилика заедно со Сдруженијето, Центарот и другите специјалности да делуваме малку по така заеднички и да имаме по-успешна соработка со сите. Така. Ајде тука ќе се обратаме до нашите гледачи, говориме на тема нели за дебелината, за отворениот центар кој што е за обезност во ГОП 8 септември. Секако доколку имате некое прашање или нешто нели што сакате да споделите со нас, може да се приклучите во нашиот разговор. Еве за оние кои што подоцна се вклучија, говориме со доктор Танер Хасан, кој што е специјалист, интернист, ендокринолог и началник на интерните оделенија на ГОП 8 септември. Доктор Танер, ајде сега да проговориме за дебелинава како проблем. Нели, што представува? Што представува дебелината како проблем, како заболување? Како да го објасниме? Значи, дебелината представува... Кога да знаеме дека сме дебели? Како да знаеме? Значи, прво треба да знаеме дека ова е хронична болест, Добра. дека е прогресивна болест и дека е репетитивна болест. Значи, можеме да добиеме, да изгубиме телесна тежина, да бидеме во нормални граници, меѓутоа, после тоа, пак со тој јој ефект, што го викаме ние, тие килограмите повторно да се вратат назад. Првенствено треба ова да се прифати, а за дебелината, значи, диагнозата се поставува клинички. Имаме параметри, може да се користи параметарот за индекс на телесна маса или параметарот за обем на струкот, исто така може да се користи или да се направи декса снимање. Таа е иста метода како што се прави дензитометрија на коските, таму наместо коските се проверува волуменот на масното ткиво, да, колку е процентуалната застапеност. И таа, ако е процентуално над 25%, значи имаме прекумерно масно ткиво. Ајде да го слушнеме, имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Сонја Лазарова. Повелете, како да се договориме да се најдеме со докторот за консултација?
Да, еве, ние на почеток говоревме, еве доктор Танер ќе ви објасни како да постапите за да појдете во центарот и нели да се сретнете со оние доктори кои што се одговорни. Повелете, доктор Танер, објаснете. Значи, термин се зема преку матичен доктор, регуларен термин имаме, секој ден работи амбулантава во работни денови од понеделник до петок, може слободно да се земаат термин и да дојдат кај нас. Не им треба ништо друго посебно. Повелете? Каде се наоѓа амбулантата? Во градската општа болница 8 септември, во склоп на 8 септември. Добро, благодарам. Така, значи ќе се земете упат од матичен лекар за центарот за дебелина. Да. Веќе има пуштено термини и ќе појдете супатот и со вашиот сакажан термин кај докторите кои што нели се одговорни во центарот и ќе се сретнете и ќе поразговарате за сето она што ве интересира и што е ваш проблем. Доктор Танер, кажавме дека има параметри по кои што се определува дека нели станува збор веќе за прекумерена тежина. Кои се причините обично за дебелината? Што се најчестите причини? Секогаш е тоа што е консумирањето на премногу храна или пак може да се случат и некои други проблеми со здравјето кои што може да предизвикаат дебелина? Значи, причинителите се, болеста е мултифакторијална, делуваат генетската состојба, предиспозиција, дали има фамилиарна, тие што имаат во фамилија, повеќе особи со дебелина што имаат проблеми, кај нив ризикот е малку повеќе. Меѓутоа, главниот момент е исхраната и начинот на живење, физичката активност. Ние, иако имаме предиспозиција за дебелина, меѓутоа, ако внимаваме на исхрана и на физичката активност, ако треба дебелината да се појави во рана возраст, на втора, трета декада, ќе се одложи тоа на покасен период или нема ич да се појави, токму поради исхраната и физичката активност. Меѓутоа има и други фактори, некои болести, други што се поврзани, меѓутоа тие се генетски болести, многу ретки болести се тие што не играат многу улога, повеќе делуваат кај децава, во детската популација. Меѓутоа, главен момент е физичката активност и исхраната. Многу повеќе ние провоцираме со нашава исхрана, посебно во нашиот регион, кај што има претежно исхрана со јаглени идрати, со тестенини, со масти, застапеност процентуално тие што треба да бидат 50 до 60% јаглени идрати, 30% протеини и само 10% да има масти. Меѓутоа, кај нас, за жал, мастите малку скоро се исто како јаглените идрати. И така да со тоа ние делуваме најповеќе, негативно делуваме врз нашата телесна тежина. И затоа кај овие пациенти првенствено треба на тој момент да се внимава и таму да се дадат препораки и малку да се подигне свеста кај пациентот дека со исхрана и со физичка активност дел од телесната тежина се успева да се изгуби. Така. На кај која популација е најмногу застапена? Еве вака од секојдневието ваше во сето на што го работите. Популација можеме да кажеме дека повозрасните или бидејќи спомнавте и младите се. И млади има веќе сега скоро можеби и кај младите има повеќе. Да се даде. Да, кај младите веќе има последната статистика не покажува дека кај младите веќе имаме поголема процентуална застапеност. Кај возрастната популација имало порано, значи ова зборувам пред 20-30 години, тогаш возрастната популација била позасегната, меѓутоа сега за жал младата популација и посебно детската популација. Тие се многу застапени со оваа болест и затоа кај нив најпрвенствено посебна улога играат, како што кажавме, и родителите, фамилијата, меѓутоа и школите, наставниците, ученици. Некако ми се чини дека во наше време, еве и вие сте од некоја од тие генерации, кога ние бевме деца, ретко можеше да се забележи дебело дете во оделение, можеше едно или две. Сега ми се чини дека можеби скоро половина од имаме изобилие со исхрана, а физичката активност за жал нема све, сите деца повеќе се во затворени простори, повеќе се занимаваат со електронски уреди. Нема она игра надвор. Надвор играње, нема физичка активност, немаме мускулите помалку ни работат, а тие се тие органи што трошат енергија, јаглени идрати. Ако нема физичка активност, сите јаглени идрати за многу малку се троши и поголемиот дел од јаглените идрати се претвара во масти, а тие масти се акумулираат во
пределот на абдоменот, во стомакот, а тој најризичниот дел од телото кој што игра улога во создавање на компликации, посебно на кардиоваскуларни, срцеви удари, мозочни удари, исто така периферни артериски болести, као овие пациенти се многу тешки, многу чести и тешки. Така. Сега нешто што ме интересира, бидејќи ова сето ние го говориме, меѓутоа, нели, центарот е отворен со цел некако што повеќе да допреме до свеста на сите и на граѓаните, и на родителите, и на сите оние кои што нели ќе не слушаат, за некако да почнат да делуваат, да го решаваат овој проблем. Дали сте во план и дали планирате, еве кажавте дека Сдруженијето е веќе отворено, обем за обезност кај нас, да направите некои настани, па дури можеби предавања во училиштата, некако да се допре до секој еден што треба да се допре, значи и до училиштата, што се вели и до основните и до средните образованија, за да некако се подигне свеста. Планирате ли некои такви настани, еве во иднина? Не ве прашав тоа, ме интересира бидејќи е многу важно. Планираме такви настани. Веќе првиот настан го одржавме по повод денот на обезноста. Тоа беше во деканатот на медицинскиот факултет во Скопје. Формиравме еден форум и во форумот беа поканети поголемиот дел од претседателите на другите здруженија, како што е на кардиолошкото здружение, ортопедското здружение беше здружението на психијатрите, исто така бе гастроентеролозите, од детското здружение, од детската клиника и од јавно здравје. И тие беа сите поканети и сите се изјаснија и дадоа своите препораки како треба да се менаџира секој од својот аспект дебелината како проблем со мултифакторијални причинители. Така да и во иднина ние планираме, веќе стапивме во контакт со Европското здружение, се зачленивме таму и исто така посебно и нашиот центар е веќе член на центрите на Европското здружение и од нив веќе ќе имаме сега, ќе добиеме директиви како понатаму треба да работиме и кои планови и кои планови треба да се реализираат во иднина. Исто така планираме да се одржуваат курсеви или семинари, може и некои состаноци, настани за адултната популација, посебно во школиве, во гимназииве, кај што има најчесто имаме проблеми со дебелина кај учениците и така да во цела Македонија планираме во неколку градови да имаме во иднина да направиме, да формираме групи кои што ќе се интересираат и ќе одат повремено да дадат информации и да одржуваат курсеви нешто за околу дебелината, како се лекува дебелината, како се дијагностицира, кои се компликациите, на што треба да се внимава. Планираме во тие настани да бидат со нас присутни и нутриционисти и психолози истовремено. Така да во иднина не очекува долг период и исто така активен период. Нешто што вака ми паѓа на ум сега додека говориме, бидејќи кога говориме за децата, физичкото образование ми се чини дека треба да биде повеќе застапено, за да имаат повеќе физичка активност од оние часови кога што децата седат во некоја неправилна положба или така натаму. Дали планирате можеби соработка со Министерството за образование, па некако да им укажете дека можеби повеќе часа неделно им треба часот како час физичко образование на децата, за да можат повеќе да имаат физичка активност. Дали имате некоја таква идеја? Да, ова е добра идеја. Фала ви за идејата. Ние сме сега во соработка сме со нашето Министерство со здравство, меѓутоа во иднина која ќе почнеме со овие активности, ќе мораме да бараме согласности од Министерството за образование, па во склопот на тие активности можеме ова е добра идеја, можеме да мислам дека би требало да се даде идеја, и предлог на Министерството од наше воздружение обем за цела Македонија да има повеќе активности. Би било добро да можете да го издействувате навистина за децата, бидејќи мислам дека премногу се оптеретени со другите предмети, отколку она што и навистина е важно за нивниот раст и развој, не само за физичката активност, нели сето она што го подразбира еден час по физичко воспитување. Ајде сега да проговориме за оние кои што нема да дојдат на време за да го решат проблемот. Секако дека постојат ризици, како што кажавте, ги лекувавме досега сите оние компликации и ризици по здравјето, па какви се ризици, кои компликации се случуваат ако човек на време не реагира и да го реши проблемот со дебелината?
Значи, дебелината може да причинува голем број на компликации, над 100 компликации можам да ги набројам. Навистина. Главните се кардиоваскуларните, како што Така. кажавме, исто така гастроентеролошки проблеми овие пациенти, психолошки проблеми, но депресијата е многу застапена кај овие пациенти. Исто така и малигни болести имаме доста, дијабетот. Така. Тоа не може кај овие пациенти поголемиот дел, повеќе од половина од дебелите луѓе имаат дијабет. Проблеми со скелетниот систем, исто така проблеми со јетрата, замастена јетра, дури некои завршуваат со цироза. Така. И затоа овие се главните тие што можам да ги кажам. Од кардиоваскуларните, мозочните удари се многу чести кај овие пациенти, срцевите удари и исто така периферните артериски болести, гангрена на нога или циркулација, пореметување, засекнување на циркулацијата. Овие се најчестите што ги среќаваме, исто така пулмонални, со белите дробови имаат проблеми. Повеќето овие пациенти може да имаат да завршат со обструктивна болест на плучата. Дел од нив имаат и слип апнеа, во текот на сонот, во ноќните часови да останат еден подолг период, повеќе од 10-15 секунди без див, да имаат проблеми со орчењето, со спињето, немаат квалитетен сон, не можат да се одморат, па после тоа делува и на нивната депресија. Така да има неколку специјалности кои што се најповеќе застапени како компликации во однос на дебелината. Терапија треба да се даде пошто е болест. Така. Значи секоја болест треба да има терапија. Логично е и дебелината да има терапија и веќе во светот активно и многу распространета е таа терапија, се дава и во Америка и во Европа. Оваа терапија? Таблетарна имаме и инјектабилна терапија, фармаколошка терапија. Какво дејство има терапијата? Што всушност предизвикува во организмот? Значи во склопот на терапијата на дебелината, прво кажавме дека е исхраната, физичката активност, ако има успех се продолжува. Ако нема успех, се втората линија ни е фармаколошка. Тогаш почнува фармаколошка. Значи првите 3 месеци оставате да видите дали ќе се среди со храна, ако не тогаш. После тоа почнуваме со фармаколошка терапија, имаме форма на таблетарна форма, веќе има одобрение и од FDA во Америка и од ЕМА, Европското здружение за лекови. За лекови? Да, Европската агенција за лекови и веќе се користи и во нашава земја. Имаме таблетарна форма кој што секој ден се зема. Тие се природни лекови од природниот хормон, глукагон-лайк пептид 1 се вика тој хормонот, кој што кај секој човек има, се повеќе се лачи од цревата, од гастроинтестиналниот систем. Меѓутоа, ефектот на тој природниот хормон е, за жал, во човекот е многу краток, за неколку минути завршува ефектот, меѓутоа со новата технологија, со моноклоналната технологија, веќе се овозможи хормонот да делува многу подолго. Со таблетарна форма околу 24 часа, а имаме инјектабилна форма, кој што делува, имаме инјектабилна форма за 24 часа, имаме и за неделно ниво. Значи, еднаш неделно се боцка и ефектот трае цела недела. Таа терапија моментално се одобрува само за пациенти, зборувам за неделната терапија, што има диабетес плюс дебелина. Меѓутоа во Америка веќе почна и стандард само за обезност и тоа со повисоки дози отколку што ги даваме за пациентиве што имаат диабетес и дебелина. Тоа значи дека не ти дозволува чувство на глад или го намалува чувството на глад? Делува на центарот на ситост во мозокот и исто така делува на желудникот, на празнењето на желудникот, многу побавно се празнува желудникот. За да нема потреба од храна. Да, за да нема потреба од храна, а исто така многу побрзо се заситуваат пациентиве. Значи после неколку нема да јадат многу количински. Да, количината се намалува, тие јадат, меѓутоа количински многу помалку. Да, со пола танир така завршува оброкот, се најадува и така после тоа немаат нагон за јадење или да проба нешто или благо да јаде. И тоа делува многу позитивно и ги мотивира пациентиве. Значи тие пациенти кои што имаат проблеми со исхраната, кои што не можат со физичка активност или исхрана да изгубат телесна тежина, со оваа терапија првите 6 месеци се многу повеќе мотивирани, пошто многу брзо приметуваат дека губат во телесната тежина и после тоа имаат волја тоа да го одржат кога ќе ја прекинат таа терапија. И третата линија
ние тие што немаат успех и со ова фармаколошка терапија, веќе следува баријатрична хирургија. Баријатрична хирургија има и кај нас, и во наша болница имаме доктор специјалист кој што се занимава со оваа проблематика, и во светот е веќе распространато сегде има. Имаме намалување на волуменот на желудникот или промена на цревата, има неколку вида на такви операции кои што се користат. Со таа операција може има да се... Има ли ризици таа операција? Па има, секоја операција има свој ризик, и оваа операција има. Меѓутоа, секојаш ние размислуваме дали бенефитот е поголем или дали ќе има проблеми, колку е поголема штетата или штета, да. Ако е бенефитот повеќе, тогаш другите ги занемаруваме. Така. Значи, последно нешто што следува е ова сега што го напоменавме. Да, баријатричната хирургија, меѓутоа баријатрична хирургија сепак цел живот после остана, тоа нема враќање назад. Значи, кога ќе се зема 2/3 се зема од желудникот, слив гастректомија се вика таа. Се намалува желудникот. Се намалува, да, желудникот се намалува. Меѓутоа, после цел живот пациентот треба да користи одредени витамини, тоа сакам да прашам, што после од кога ќе се случи тоа? Предпоставам дека нема веќе да биде исто како што било претходно. Дали целиот начин на живот мора да се промени? Да, целиот метаболизам се пореметува и пациентот, пошто дел од желудникот нема да го има, тие материи, односно продукти хранливи што се абсорбираат од тој дел на желудникот или од цревото, 12-то палачното црево, треба да се земаат со таблети од надвор, пошто го нема. И цел живот треба така да внимава. Да, и после и на исхраната, пациентите немаат после можност да јадат цврста и течна храна заеднички. Да, знам дека е после тоа процес кој што треба многу да се внимава на многу работи, да. А знаеме дека желудникот има и способност после тоа пак да се прошири. Значи овие пациенти што одат на баријатрична хирургија после 10 години можат пак да ги вратат тие килограми, токму поради таа флексибилност на желудникот да се прошири пак и волуминозно пак да се зголеми. Значи подобро би било сите оние кои што ги имаат овој проблем да не дојде да чекаат до степен така, да. Хирургија денеска се препорачува само за екстремно дебели, морбидни дебели кои што имаат индекс на телесна маса над 40. А тоа 40 од она кое што треба да го имаат. Не, 40, значи над 30, 30 и погоре индекс ако имаат, се рачуна за обезност. Имаме 3 класификации за обезност. Првата класификација е од 30 до 35 е прва група на обезни луѓе, после од 35 до 40 е втора група и од 40 нагоре е третата група, таа е екстремната група. Најризичната група, каде што и фармаколошката терапија за жал не делува, туку мора ова да го применуваме што го кажавте. Меѓутоа навистина после тоа ќе биде малку тешко функционирањето секојдневно и затоа таа е последна опција. Затоа и ја правиме емисијата и говориме за да луѓето имаат на ум дека треба навистина да си преземат нешто околу сопственото здравје и сопствените килограми, дека нели навреме да реагираат. Еве добро е што се отвори центарот, па уште еднаш ќе потенцираме сите оние кои што имаат проблеми со обезноста, со високот на килограми, може да се закажат мој термин кај нивната матична докторка. Значи најубаво е само да напоменам, најубаво е да дојдат кај нас, да имаат стручно мислење, да добиваат од кај нас, пошто имаат различни информации, добиваат и погрешни информации пациенти, било од интернет, од компјутери, од различни луѓе разговараат и добиваат погрешни информации и пробуваат различни методи што не се здравствено и немаат податок, немаме доказ за тоа дека ќе има бенефит од таква исхрана или од таков начин на живење, нешто или некоја друга терапија кој што нема научен доказ. И затоа најубаво е да планираат и без разлика и да не сакаат да добијат фармаколошка терапија или нешто друго, сепак да дојдат само за консултација. Да видат барем да не ги користат тие работи што може да ги наштетат отколку да им дадат бенефит. Се обраќаат кај некој кој што нели не е стручен или можеби не може во целост да им помогне, еве затоа ја правиме оваа емисија и затоа нели доктор Танер го повикавме да ви кажеме дека од денеска веќе почна да функционира Центарот за менаџирање на дебелината во рамките на нашава земја и сите оние кои што имаат ваков проблем можат да појдат да го посетат и се разбира да почнат да го решаваат нивниот проблем. Доктор Танер, нешто уште за крај вака што да посочиме до нашите гледачи, што би им порачале вие?
да сватат дебелината дека е болест. Така. Најважна работа е тоа, да прифатат тоа и да знаат дека има терапија за тоа, дека имаат можност да добијат терапија и дека дебелината може да се излекува, не е болест што нема терапија. Меѓутоа може да предизвика многу болести, како што го напоменавме претходно. Така, и да се подигне само свеста кај популацијата за дебелината и докторите, посебно од јавно здравје, од матичните доктори, повеќе да обрнуваат внимание. Наместо да ги упатат пациентиве. Еве сега веќе ќе бидат информирани дека постои центарот, па можеби и тие да ги праќаат директно кај вас. Да ги препорачуваат да ги упатат пациентите со дијагноза Е66 со обезност до нашиот центар. Доктор Танер, ние нели ќе ве следиме, ќе следиме вашата работа во центарот и се надам за некое време ќе дојдете повторно тука па да презентираме како се одвива работата, колку е подигната свеста кај нашите граѓани и колку нели има резултат од оние што дошле кај вас. Ви благодарам за денес и ви посакувам многу успех во она што го работите. Ви благодарам и јас и фала ви уште еднаш за можноста. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодариме за вашето внимание. Се надевам дека ќе не послушате она што ви го кажавме како совет денес за оваа денешна тема. Ве оставам во убаво расположение, имете добро здравје и грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.